Сабота попладне време за редовниот термин на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија на фреквенцијата на телевизија Алфа. За сите вас кои што во моментов се наоѓате пред ТВ екраните, во следниот половина час ќе имате можност да го проследите разговорот со нашата денешна гостинка. Дама која што зрачи со посебна елеганција, убавина и харизма. Таа е композитор, пианистка и декан на Факултетот за музичка уметност. Дарија Андовска, денешен гостин во Фактор среќа. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро ве, ви благодарам за поканата. Зборуваме за среќата и секој од нас во животот ја почувствувал среќата многу пати на најразлични начини. Што за вас значи среќа и како ја доживувате? Прво да кажам дека ние имаме еден збор среќа за две различни работи. Едната, веројатно најдобар ќе биде на англиски да кажам, едното е luck, а другото е среќа како happiness. И двете се сосема различни и за мене е нормално и за сите нас значат различни работи. А личната среќа, да кажеме happiness, веројатно најблиску до тоа што јас чувствувам врска со личната среќа е дефиницијата на Бертранд Расел што е среќа, а тоа е една отвореност кон светот, отворено прифаќање на светот и ангажман кој што се ги надминува личните интереси. Нормално тоа подразбира и темелно себе осознавање, работа на себе прилично долг период, цел живот, додека по друга страна другава среќа лак, која што е врзана нели со игрите на среќа, е нешто што се случува однадвор на кое што ние немаме никакво влијание. Натрешната среќа, happiness, зависи од тоа како ние ќе ги прифатиме работите на кои што немаме никакво влијание. Колку се условени тие две нешта, односно дали ако се чувствуваме среќни и работиме на својата среќа, дали верувате дека тоа може и да привлече такви околности дополнително кои што ни носат среќни случаи во животот? Ја мислам дека барем ние музичарите веројатно на еден поинаков начин го прифаќаме тоа како такво, затоа што знаеме колку се битни фреквенциите. Каква фреквенција емитуваш, тоа и ќе привлечеш назад. И веројатно дека ако се прифаќаат работите со внатрешна среќа, дека тоа ќе донесе среќа од работите кои што не зависат од нас. Еден важен фактор на среќа во вашиот живот е токму музиката, впрочем затоа и сте одбрале како ваша животна професија и животен пат. И колку оваа професија, колку ви донесе среќа во животот? Па среќата нели треба да се заслужи. Тоа подразбираше дека јас многу инвестирам во себе, како што сите кои што сакаат да постигнат нешто, треба многу да инвестираат во себе, во личниот развој од секој аспект, не само како музичар, што понатака резултираше со повратна кога ќе се случаат моите 5 минути. На сите им се случуваат нивните 5 минути во животот, а треба да човек да е спремен за тоа. Тоа е среќата, тоа е лак. И тоа им го кажувам и на студентите дека треба да се спремаат, дека ќе бидат во тие 5 минути на вистинското место со вистинските луѓе и тогаш треба да имаат што да понудат. Ако тие не се спремни да го понудат тоа што треба, тогаш џаве се случиле сите други среќни околности за тие да можат да се реализираат себе. Од таа страна, јас сум работела на својата среќа и сум ја заслужила затоа што сум инвестирала во себе и во својата надоградба, а од другава страна, колку тоа придонесува јас да бидам среќен човек, па да, многу е важно да се избере професијата, затоа што кога соодветно човек ќе се избере професијата, ниту еден ден во животот не работи, тука само ужива. И го работи она што го сака. Да. Сте се нашле многу пати на вистинско место, во вистинско време, како што сама кажавте, да, но и со вистински капацитет и посветеност сте ги освојувале полека сите фази од вашето професионално искуство и остварување. Дипломиравте на Факултетот во Скопје, така, магистриравте во Швајцарија, на докторски студии бевте во Соединетите Американски држави. Каде се чувствувавте најсреќна во периодот на образованието и до оформувањето како музичар? Пак е тоа стварен избор. Човек може да биде среќен и дома, и во најтесниот круг на своето сопче, доколку е задоволен со себе.
а може да биде најпрекрасното место на светот, ако не е задоволен и среќен сам со себе, ништо нема од надвор да му донесе таа среќа во смисла на happiness luck. Да, може би ќе најде паричка, но тоа не значи дека ако не е среќен со себе, ќе се израдува на таа паричка што е нашол. Така што многу патувам, многу сакам да патувам, многу инвестирам во патување дури кога тоа не е службено и кога не е професионално, затоа што сметам дека тоа е единственото нешто кое што ќе ми остане до крај на животот ако инвестирам во тоа. И искуството, и чувствата, и доживувањата се навистина бесценети, но благодарение на сите тие патувања знам дека ако јас не сум среќна со себе, ако не си ја донесам среќата со себе, не може ништо друго да ме направи среќна. Да, е многу интересна точка на гледање, но и многу вистинита во исто време. Кога спомнавте дека човек умее да биде среќен и би можел да биде среќен и во мало сопче и во некоја поограничена средина, ако на вистина има на што да се радува, тоа веднаш ме асоцира на вашата љубов кон нашата Македонија. Вие сте голем патриот и тоа е јасно не само по животниот избор што сте го направиле, после можноста да живеете, да работите, да се остварувате во некои многу помодерни и посовремени земји, вашиот избор сепак беше да дојдете и да живеете и да работите во Македонија. Да, и затоа некогаш жалам, некогаш не жалам, најчесто не жалам. Во смисла кога знам колку можам јас да придонесам тука, тогаш не ми е жал што сум се вратила, затоа што како што кажувам многу често, јас таму можеби сум потребна, како што се испостави и во Швајцарија, па и дури во САД, но тука сметам дека сум неопходна, дека требаат луѓе кои што ќе бидат двигатели на едни поинакви вредности, ќе ги влечат работите и ќе бидат како пионери. Се разбира, тоа истоштувачка работа не секогаш вродува со плод, но па од друга страна и позицијата на која што животот ме донел да бидам даскал, дава простор да влијам на млади луѓе на начин на кој што можам да им го сменам малку од малку менталниот склоп. И секако, тоа иде по некаква аритметичка прогресија, ако ја на нив нешто едно кликче им направам, па тие на тие околу себе им го направат тоа, може многу работи да се сменат. И гледам дека барем на тие луѓе што се околу мене, можам да имам влијание и дека влијанието е позитивно. И во таа смисла добро и среќна што сум во Македонија, затоа што сваќам дека придонесувам. И повторно ќе се вратам на Бертранд Расел. Ако не гледам од личните потреби, ако гледам кон тоа, кон светот и кон надвор, како ја можам да инвестирам, да, тоа ме прави многу среќна. На работата со младите луѓе и начинот на кој што им го менувате животот и вие лично, но и сите останати кои што работат во високообразовните институции, во останатите образовни институции, ќе позборуваме малку и подоцна. Сега би сакала да ве прашам дали играте игри на среќа, дали некогаш во вашиот дом, во вашето семејство сте уплаќале лото 7, сте гребеле гребки, сте купувале лозови и дали сте имале среќа? Мајка ми и татко ми многу играа лото. И се сеќавам дека секој понеделник пред да почне династија, мене ме праќа да уплатам лото во последниот момент, за да колку може понакрај да се уплатат бројките, за да не можат после да не ги излечат тие бројки, затоа што рачунат дека има некакви калкулации. И во секој случај во понеделник вечер јас бев таа што иде да уплати лото, затоа што тие гледаат династија. И секогаш ги оплаќаа истите броеви, тоа беа нашите датуми на раѓање, на целото семејство, мајка ми, татко ми, сестра ми и јас. И тие беа тие бројки, еднаш добивме 5, ми се чини, и толку беше, тоа беше. Мајка ми остае, тоа ми е многу жал, пред да почине, реши да ми диктира броеви кои што јас треба да ги уплатам за да добиам на лото. Ми е многу жал што телефонот во меѓувреме колабираше тотално, јас ги изгубив тие броеви во телефонот ми беа запишани. Од тогаш не сум играла воопшто лото и не играм игри на среќа, поинаква среќа имам. Ама носам среќа на луѓе. Ни донесовте и нам среќа тука со вашето гостување, зашто секако ви должам благодарност. А дали никогаш сте изгребеле гребка некоја? Ау, да. Да? Да. И најчесто не добивам ништо.
Може ли сега да ви ја пробаме среќата? Ајде, Затоа што да нашите потврдиме. пријатели од Државна лотарија еве ни подготвија урбан стил грепки, во кои што освен паричните добивки може да се добие и електричен мотор. Една јас ќе ве замолам да се таман да ми одберете. пешки на работа. Еве, повелете и ова мало гребче, за да видиме Овде, така? што ќе изгребеме. Дарија, знаете, ако изгребете 30 пулиња, тогаш има добивка, повеќе среќа следниот пат. Но да видиме дали можеби ќе ви се насмевне среќата токму тука во фактор среќа. Ајде да видим. Том до сега не сте Очекувам добивале. пееска, вака споредуваш, ово гледам вака, може да биде пееска. 50, ајч. А може да не биде. Еве го пеесчо. Значи последното поле вели дека сепак има добивка од 50 денари. среќа. Значи не е недобитно и тоа е Не, добро. недобитно, тоа е. Сега оваа грепка ќе може да си ја смените во некој од продажните места на Државна лотарија за 50 денари или за нова грепка и пак да си ја пробате среќата. Тоа е што е, 50 денари за сега. Супер. Да, но понатака ќе видиме што ќе кажат останатите грепки, затоа што за крај ви подготвивме секако и цело пакетче со грепки, а сега да се вратиме таму каде што застанавме кога зборувавте за влијанието врз младите и таа убава и благородна можност која што ја имате да извршите позитивни и убави промени во нивните животи, но и во нашето општество. Имате огромно искуство долгогодишно како професор, а веќе втор мандат сте декан на Факултетот за музичка уметност. Колку оваа можност директно да бидете на чело на оваа високообразовна институција ви ги отвори можностите да правите промени за кои што претходно можеби само сте сонувале дека еден ден ќе се остварат и ќе се реализираат? Самата позиција дава можност да се направат работи кои што мене ми недостигале. Кога бев студент, јас оттаму и почнав. Што мене ми недостигало и се разбира да пренесам тоа што сум видела надвор, како функционираат работите и што можеме ние тука да направиме. Позицијата дава можност, но околностите во целата држава не даваат можност да го реализирам тоа што јас сакам да го направам. Еве ако сега имаме предвид дека факултетот следната година ќе полни 60 години, тоа е најстарата институција од ваков тип во Македонија и најдобрата. Тоа е еден пантеон на музички уметници, сите дошле од тука или сите поминале на било кој начин од тука. Кога се правела оваа зграда каде што работиме сега, тоа е во 70-тите години, крајот на 70-тите години, државата тогаш обезбедила 47 концертни пијана за целата зграда. Зградата е на 4 спрата. Јас во својот прв мандат поминав 2,5 години за да успеам да добијам донација, и тоа преку Австриската амбасада, неговата екселенција господинот Памер и професорот Кочо Ангјушев, да добиеме донација едно концертно пијано. До тоа концертно пијано, најмладото пијано на факултетот беше постар од мене. Значи јас, позицијата ми дозволува да направам, и не само јас, него тимот заеднички со деканатската управа, направивме многу работи, сменивме многу работи во претходниот мандат и допрва планираме да направиме многу, но не зависи се од нас. Зависи од тоа колку државата е спремна да инвестира во култура. Не знам зошто ние забораваме дека културата е таа која што не одржала досега, која што не одржувала заедно и кога не постоела државата, и дека таа е нитката која што го врзува минатото со иднината. Ние навистина треба да инвестираме особено во културата, затоа што тука имаме страшни репрезентативци. Токму нашево поднебие е познато по тие музички таленти, па и покрај сите тие ограничувања од финансиска природа, сепак има брилјантни музичари и светот го препознава тој музички талент. Впрочем, и ваши композиции, ваши дела се насекаде во светот каде што биле изведувани, се прифатени со восхит, со почит, што значи дека сепак успеваме некако да се носиме со треба да биде повеќе поддржано. Замислете ако ние
сме успеале да се избориме во такви околности, да се снајдеме, поготово мојата генерација, децата на транзицијата, тоа ние си знаеме како сме проаѓале. Замислете, сите овие таленти кои што ги имаме, навистина сме вруток на таленти, ако се тие негувани, ако во нив се инвестира, па ние навистина ќе имаме што да му покажеме на светот. Не само да кажуваме дека сме ние сиромашни, него имаме зошто треба да се инвестира во Македонија. Имате создавано голем број на композиции, голем број на дела за камерни оркестри, солисти, вокалисти, за театар, филм, танц. И низ тоа музичко патешествие честопати сте се нашле на разни сцени, во разни земји и сте дошле во контакт со разни луѓе. Кои се луѓето што сметате дека вам лично ви донеле среќа од сите тие контакти? Мојата професорка од Харвард, Каја Чарновен се вика, таа е израелка, по потекло израелка, живеела во Америка, па после живееше во Австрија, па повторно е сега во Америка. Ние се запознав 2004 во Германија и од тогаш нашиот контакт продолжи до ден денеска обстојува, затоа што е таа навистина еден прекрасен човек. И можеби не среќа во смисла на лак, но среќа во смисла на среќа happiness. Да, затоа што благодарение на нејзе многу работи открив за себе и можев да продолжам и да работам сама на себе и да се остварувам собствената среќа преку тие работи што ги научив од неа. А вашата собствена среќа, освен преку музиката и професијата, сигурна сум дека остварувате и преку други ситни нешта што го прават убаво секојдневието и животот. Па еве едно од тие нешта е и вашата љубов кон спортот, за која што зборувавме пред да се вклучат камерите. Да, јас сум така позната како страстен навивач, особено на сите македонски репрезентации, групните спортови ги сакам многу повеќе него самостојните, сега тоа е, пошто ми е интересно Teamwork. Да, интересно ми е да гледам и стратегија и што, кој, каде, како се поставува. Тука, например, имам, генерално не сум суеверна, не сум паничарка, ама што се однесува до спортот, тука имам нешто што е врзано со лак, а тоа е спортското суеверие и секогаш си знам што ми носи среќа и што би му донела среќа на тимот за кој што јас навивам, за да им помогна. Ми се случувало навистина некако и баш да ме третираат така тимовите како талисман. Значи функционира сепак Да. тоа. А имате ли некој ритуал или некој талисман, некоја мајлија вие за настапите и настаните кога вам ви се случува нешто важно и битно? Или е тоа обичен процес само на подготовка, на концентрација, на фокус? Или имате ли тогаш некој мал предмет што ви дава храброст и сила? Чудни имам моменти со шолјата за кафе. Која шолја за кафе ќе изберам дента и таа некако ми го дефинира денот. Зарем. И тоа е многу чудно. Имам некои што не ми носат среќа и ако ми се погоди таа, ако стигне на ред, па дури ќе ја претурам во друга. Ќе го претурам кафето, пошто ако ми е важно дента како ќе се реализира. А има работи кои што сум ги правила, кои што се тотално смешни, ама сега тоа 2011 кога беше Европското првенство во кошарка, носев еден бел фустан кога беше надпреварот помеѓу Македонија и Грција, кој што го победивме 72-58. И од тогаш сите надпревари што ги играше македонската репрезентација без секогаш во истиот фустан и него ни перев. И истите обетки ги носев, истите сандали, комплет исто бев облечена до крајот на првенството, каде што за жал завршивме како четврти, но сепак тоа не е најдобриот успех во колективниот спорт. Или, например, ако гледаме заедно дома, вообичаено, или првенствата ракомет во јануари се гледаат дома, затоа што најчесто и се далеку или немаме доволно финанси да отидеме да ги гледаме таму. Ако јас отидам
излезам до кујна или да земам нешто и ако тогаш ни тргне, не се враќам назад, не го дзиркам од таму за да не донесам малер. Или ако некој друг тоа го направи, да се случувало некој од пријателите да им кажеме да остане во тоалет и да не се враќа дека не завршено тренер. Интересна е таа поврзаност со спортот и со среќата како некоја мала игра на среќа, на очекување и на предвидување. Па добро, таму исто среќата треба да се заслужи. Се разбира, не секогаш на спортистите, како и на музичарите им е денот, но тогаш влегува во игра искуството, тогаш влегува во игра мудроста, тогаш влегува во игра тимската работа, таму да се покрие таму каде што недостига. Тимската работа е важен фактор на среќа и во секојдневното живење, а во овој модерен век жените навистина носат тешко бреме на своите плеќи, да се биде супруга, мајка, професионалец во сферата на работата, особено кога се има одговорна функција како декан, да се биде музичар, да се стасува на сите значајни културни настани кои што се одржуваат во нашиот град, бара многу енергија. Како успевате да најдете време и волја за се? Па, веројатно затоа што работите што ги работам и каде што треба да присуствувам ми носат радост. И тоа е доволно само по себе да ми даде енергија, па дури ако не сум задолжена да одам таму, а сакам да одам таму, да стигнам и да буквално да изгледа дека во ниту еден момент мене не ми недостига енергија. Мислам дека задоволството со себе, со сопствениот живот, со тоа каде се наоѓам, што пробувам да направам, повторно Бертранд Расел, помага во тоа да сум среќна навистина секој ден и да уживам во секој ден и во секој момент, затоа што и од малечка сум свесна дека ни е прилично ограничено времето и дека не имам на планетава, на сите ни ограничено и тоа ако имаме среќа ќе живееме некои 70 на години, а може и порано да заврши целото. И заради тоа и баш треба да уживаме во секој момент и зошто да не бидеме среќни при тоа, зошто да се заглавуваме во горчини кои што наместо да ни го разубават животот кој што е нели краток, напротив го прават многу грд, а немаме време за тоа. И за тоа јас сум насекаде и сум многу среќна дека сум таму. И зрачите со некоја, би рекла, детска радост и некоја чиста таква енергија, што е ретко за луѓето во денешното време. Токму затоа и ве прашав како успевате да најдете инспирација за се. Тоа е вака добар увид што сте го направиле. Тоа е еден од сегментите, многу важен сегмент на постојаната работа на себе. Па што е детски дух, постојаната љубопитност, постојаното прашување, постојаниот интерес за се. И веројатно е вака очигледно и очигледен. Да, вистина е така. Во тие ретки моменти кога сте без обврски, што најмногу сакате да правите? Што најмногу ве опушта? Вежбам јога, медитирам, читам. Со моите животни поминувам време и тоа квалитетно време. Значи си играме, се галиме, се сакаме. Тоа е најубавата терапија. Колку и да сум изморена, изнервирана кога ќе се вратам од работа, кога ќе ги видам. Просто животот вака многу поубав станува. Да си посфирам малце за своја душа, сакам, ама овако сум дома. Инаку сакам да сум надвор, сакам да истражувам нови места. Целиот период додека беше короната, кога не можев да излегувам надвор од Македонија, ја постојано барав нови места во Македонија кои што не сум ги видела, не сум ги истражила. Македонија е фасцинантно убава. И тоа секогаш сакам да влезам на ново место и не сакам да повторувам исто. Ако сум била веќе еднаш таму, доволно, сега има многу други места кои што може да се видат. Дури само во Македонија има толку многу места кои што сакам да ги видам, уште не сум стигнала да ги видам. Што сметате дека е ваш најголем професионален успех? Сте постигнале многу, сте добиле еден куп награди, признанија дома, надвор од границите на нашата земја. Во кој од тие успеси лично најмногу сметате дека сте се оствариле?
мислам дека најголемиот успех е новата генерација на композитори која што излегува од мојата класа. И тоа е моето вистинско ремек дело и мојот легат. Затоа што Македонија прилично долго време немаше нова генерација на композитори, а веќе од кај мене има солидна група на 7-8 млади луѓе кои што се навистина прекрасни, многу талентирани и можат да се носат рамо до рамо со било кој во светот и во способностите, и во талентот, и во реализацијата на нивните композиции. И мислам дека допрва ќе ми се проширува класата и дека тоа е ремек делото на кое што ќе работам до крајот на живот. Наспроти сите останати ремек дела што ги имате создадено. Да. Искрено очекував да одберете некоја од композициите од вашето творештво како одговор на ова прашање. А добив уште поубав одговор. Ви благодарам. Еве, кога се тие млади генерации во прашање и повторно се враќаме на ова наше македонско тло и тој вигор, тој еден неприсушен извор на таленти, колку и тие ви даваат вас мотив за работа и да истраете во сите тие вас и на вашите колеги секако во сите тие премрежија кога нешто сакате да се направи, а немате можност, кога зависат од многу други фактори работите, дали ќе се реализираат или не. Веројатно добивате и од нив една убава енергија и мотивација. Па да, тоа е една од работите кои ги сватив, например, во Швајцарија, дека кога му се обратив на шефот на катедра, професоре Бауман, и тој ме замоли да му се обраќам со Феликс, јас бев шокирана. Како прво на ти ќе му се обраќам, перду, и како може на прво име да му се обраќам. И тој ми кажа многу важна работа која што се потврди дека е така. Колку што вие учите од мене, толку јас учам од вас. И навистина е така, јас додека пробувам да им чепкам по мозочињата за да им помогнам да ги одглавам таму каде што се заглавени, за да можат да го најдат решението, јас морам многу повеќе да чепкам во себе, за да можам да ги чепнам нив и многу повеќе да осознавам и за себе и за нив, за да можам да им помогнам. И во таа смисла, да, ја континуирано учам од нив како што тие учат од мене. Да, еден процес кој што постојано се обновува и тече во два правца. Да, им ги мислам композициите, пак им пишам во никој време ми текна решение за тој так, таму тоа треба да направиш. Иако зборуваме за среќата и зборуваме прилично доста за музиката, што е нормално, не можам да не го поставам и прашањето околу вашата естетика, вашиот стил кој што е препознатлив, автентичен, кој што исто оддишува со многу уметност, со убавина, со софистицираност и креативност. Од кого сте го научиле тоа, од кого сте го наследиле, кој влијаел на вас? Веројатно мајка ми. Мајка ми беше уникатна и во стилот, и во однесувањето. Просто секогаш го кажуваше тоа што мене ми се случува, дека кажувале луѓето дека изгледа како да не е од Македонија. И веројатно сегмент имам земено од неа, тој е многу важен сегмент, е секогаш ја да се чувствувам комфорно во тоа што ќе го облечам или во тоа што сакам да го носам, независно од тоа што е модерно во моментот, која е генералната тенденција, тоа што мене ми стои таму каде што јас се чувствувам добро со себе, тоа го носам. Изборот не секогаш ми е стандарден, ама па ја не сум стандардна. Секогаш кога ќе ве видиме на разни настани, секогаш привлекувате внимание, не само со витката фигура, убавата линија, туку и со тие тоалети, со стајлингот кој што го одбират. Па конечно истото е секогаш, не е тоа што човек ќе го облече, него како ќе го носи. И како што вика, например, ја заборавив како се викаше, Коко Шанел. Коко Шанел вика дека најубавиот накид што можете да го носите е вашата насмевка. И тоа е голема вистина. И така е. И воопшто не е важно. Значи, мене ми се случи доле во ГТЦ нешто купував и барав на англиски да ми дадат, зашто подароци купував. И ме праша господјата таму, а вие каде живеете? И реков во аеродром. Ама вика, вие не изгледате како да воопшто живеете во Македонија. Викам, зошто? Па викам, може би фризурата, може би бликата, викам, маичкава ми од пренди 100 денари. Шалварите,
земени од било каде, значи не е... Да, но целата комбинација... Ама комбинацијата е и повторно, не е тоа што човек го носи, него начинот на кој што го носи и насмевката. И насмевката, да. Најубавиот украс на лицето на секој човек, а особено на лицето на жената. Почитувана Дарија, јас ќе ви посакам секогаш насмевката да ви го краси лицето, да продолжите и понатаму да творите со подеднаков жар како и досега и да отварате нови хоризонти за нашите талентирани музичари, а во знак на благодарност што одвоивте време и не испочитувавте и удостоивте да бидете наша гостинка во емисијата Фактор среќа, ќе ви подарам едно пакетче со гребки урбан стил и искрено ќе ви посакам да изгребете некоја поголема добивка отколку оваа тука во студиото. 50 денари се добивка. Повелете. Ви благодарам многу. Ми беше чест и задоволство, а верувам дека и вие уживавте во разговорот со нашата денешна гостинка. Среќата е под прстите, велат од Државна лотарија, само треба да се потрудите и да ја дофатите. Ви посакувам пријатна ноќ и се гледаме повторно следната сабота.